Гледате 1 на 1. Вечерашен гостин Владо Јаневски. Благодариме! Благодариме! Денеска имаме убава емисија, бидејќи гостин е нашиот пријател Владо Јаневски! Владо! Владо! Владо е инаку сега таму некаде зад сцената и ќе не слушне само ако викнеме заедно Владо мајсторе. 3-4 Владо мајсторе! И сега избега. Што туку избега? Ми јавуваат дека кидна. Не, тука е Владо. Но предходно си имаме една друга работа, а тоа е да ви кажам дека зелениот чај е омилен напиток за телото и душата. Благопријатното дејство врз целиот организам е познато уште од многу одамна, а кај нас најдобар е зелениот чај на Good Nature. Постојат милион причини зошто внимаваме пред да донесеме важна одлука како што е купување нов дом. Едукативната работилница на Golden Art ви информира за буквално сите работи што може да ви интересираат. Придобивки од енергетска ефикасност, за процес на изградба, за материјалите кои се користат и така натаму. Golden Art, дом, не само стан. А ако уште не сте купиле подарок за 8 март, бидете фраери и изненадете ја вашата поубава половина со нешто поинтересно. Например, пролетно патување од понудата на Савана. Има врни работи, дзирни на Савана и пакувај се. Така е. Благодариме на нашите партнери. Им благодариме. Нашиот денешен гостин е човек за кого нема да трошам време за најавување, сакам да имам време за зборување со Владо Јаневски! Владо Јаневски! Зошто прекинавте? Толку го сакате? Да видиме до кај ќе тера. Владо има нова песна. Тоа е сегогаш мерак да се каже. Песната се вика Откако си негова. И на македонски и на хрватски. Една буква разлика, две. Како е на хрватски? Откад си негова. Откад си негова. А како, дај раскажи ни приказно. Како настана песна? Кои се автори? Кој беше тимот? Кога те дрмне љубов, ќе напишеш песна и после ќе бараш аранжер кој што треба да Чекај, врати се, што? Ќе те дрмне љубов? Да. Опа, имало инспирација, значи? Ако не, он тогаш е лажно. Ако напишеш само затоа што ти е време да напишеш, онда ќе приметат овие сите дека е ради реда направено. Не смеам да се коцкам. Добро, чекај, тоа е некоја си... Мене ме чекаат на нож, знаеш, кога ќе направам нова песна, чекај, сега шоке. Пошто сум ја ставил скаличката малце високо, така да не смеам да паднам испод. Или е добра или не? Не само за песна, цело време те чекаат на нож некако. А јас сум дома заклучен, нигде не одам. Не ги пушташ. Пошто не љубам ножеви, нели? Да. Али чекај да те вратам, значи. И, окей, раскажи ни како Па, беше? кога видов дека имам добра балада во фиока и дека ќе ја биде, во Загреб на Никша Братош му пуштив една демо верзија и он направи една убава љубовна атмосфера и резултатот се слушаете и на YouTube. Так. Деновиве со Дарио Јанковиќ и со Вера Мештеровиќ во главна улога правиме спот. Ќе има спот, браво, добро е. Ќе го врземе спотот со концертот на 16 март, значи на 5 март заедно со Прагма ќе правиме и Витаминка, Адмирал и Астра Казина ќе правиме една заедничка промоција ем на концертот, ем на спотот. Добро, Значи тоа е на 10 дена пред. Па затоа што има концертот е битен на 10 дена пред концертот, наместо да правам посебно за спот, посебно за концерт, се во едно. Ем концерт, ем спот, ем Вера Мештеровиќ да ја видат одамна не ја виделе луѓето. Убаво е баш. Владо, кога правиш спотови, колку си инволвиран, да речеме, во сценарио, во не знам што, такви? Скоро ич. Сериозно? Да. Како бе? Па не, тоа кај мене е една дихотомија, една двострана личност. Кога се работи за песната, секоја буква можам да ја мислам по цела ноќ. Значи, еден збор во рефренот можам да го мислам 3 ноќи. Дали да почне со и јас
тебе или ти и јас, мене и јас и ти и јас и можам да потрошам денови. А кога е за спот, му викам на режисерот, прави како знаеш, тоа е твое, не се мешаме и обично испаѓа добро. И веруваш, значи 100%. Испаѓа добро, не знам, со срце преку небото на Миличевиќ му реков. Добро. Прави како мислиш, испадна спот на година, така да подобар доказ. Значи се исплати на кога некој е добар стручек да му даеш одврзани раци, да не кажеш покажи се себе. Така е, окей, ми спомна дека си се инспирирал се, ова е стара некоја љубов веројатно, така бидејќи викаш во фиока ти била. Стара, да. Песната стоеше во фиока, ама мислев дека вреди да се поради. И ја дадовме, ја пуштивме и првите реакции се супер. Одамна изгледа не сум имал љубов на некоја. Не сум имал љубов на песна одамна, изгледа се зажелеа луѓето да за балада. Си сака? Да. Ама генерално и сега не знам, ти ќе ми кажеш. Песни некој кај што има патња некаква малце тажничко нешто загубено, поише лепат. Тоа си право. Ама кај мене е тен до даскара. Ја и кога правам брзи песни, моите текстови се тажни. Мене Каролина Гочева ми вика, дебе Владо, дебе, чак и кога ти е брза диско денс, пак ти е текстот некако тажен и управо е. Не, така. Нема бегање. Од сам себе. Јас сум изгледа некој меланхолик у душа, така да дури кога правам диско ритам, па е текстот е нешто тажен, да му се не видиш. Не. Така е, пропуштив, отиде друг некој, Откако Што е очигледно, само ме напуштат и јас све сам па сам, што да ти кажам. Така? Добро. Концептот да го спомнам дека е значи 16 март, да си знаат да си запишат. Многу битен за мене датум, пошто 4 години се спремам ај сега повторно, нели 2015 правевме концерт. Така. И ајде да правиме пауза, година, 2, 3 и испадна ребаше лани, па не испадна лани, али затоа рекол на 16 март мора да има еден Борис Трајковски, па што сака нека биде. 16 март Борис Трајковски, запишете си. 1 на 1. Овозможено од Вива. Природно си е природно. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Долага зимска ноќ, паѓаат први снегови. Мајде пробај ме на -20. Потопло, поевтино, поквалитетно. Еколайф пелет за вас. Погледни поинако. Не сум само празна кутија. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од хартијата и од композитот во новите сини контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Нов крал, нови правила. Сега пеам заљубен, преград отворам јас. Слејан сум со пролета и со се во овој пот. Крали Марко, пиво за уживање. Една поинаква планина во едно поинакво светло. Проверете во нашиот ски календар на skimavrovo.com.
Младиот романтичар и миленикот на сите генерации, Владо Јаневски. 16 март, Випарена Борис Трајковски. Билети во Купи карти за се, Пола Југотон и Цветјара Розеверо 2. Пакувај се и уживај овој Великден. Савана те носи со авион во Рим, Малта и Париз. Имаме и автобуски аранжмани до Јужна Италија, Букурешт, Венеција, Верона и Фиренца, Тиват, Прага и Виена. Затоа провери во Савана, резервирај и пакувај се за великденско патување. Толку голем што се друго изгледа помало. Стоби Флипс Магнус, голем флипс со збогатен вкус од 30% кикирики. Витаминка. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Подемо бе, да ти... Тука сте биле. Денешниот збор е Жанг-Жак. Персиски збор. И не означува како му горела ринглата на Кико од Идол. Жак. Пред 20 години беше, не се смеете. Никој Жанг-Жак на персиски означува кога сте бесни. Кога сте премногу бесни, забите ви крцкаа тоа што сте бесни, како например овој кога не помела на празен гол. Пуштај ги тие кадрите секси што се крупни. А мене Жанг-Жак ми се случува во моментот кога ќе ми се потроши чајот од брусница. Фала, господине. Господјо, сакам Good Nature. Ја сакам и Драгана Мирковиќ. Остарине. 25 години кариера. И поише, само сега, само да се така заклучи. нека бројка кружиме, да. 25 години. Кој е најрано сеќавање што те врзува со музика? Прво. Ама онака да си се сеќаваш живо. Бидејќи гарант има работи што едноставно не се сеќава човек, си ги заборил, тоа е. За која кариера или која мојот интерес према музика? Интерес. Имав 14 години и Бело думе избаци првата своја песна, првиот свој албум. И знам дека дома ја купив плочата, ја ставив на грамофон, у тоа време беа плочи и грамофони, нема, не знам, млади. Ја ставам плочата на грамофон и сега ја 14 годишен клинец, почнува Бело думе да свири, ја не знам како да учествувам сега во музика, пошто ме носи, ја осеќам дека нешто ми прави одвенатре, ама не знам како да се приклучам сега на ова што слушам да свири. И прво што ми беа перници дома, од мајка ми тие стапчињата за плетење, и место чинели некои тенџериња капаци од корнизата горе со јажето за алишта сушење, закачив и влегуваат моите од работа, а јас влезен у Бело думе фазон на перници. Видео не видео, за 5 години ми купија тапани и така почна мојот интерес. Малечок онаков драмсет? Не, озбилен прав онаков со сите нишани. Што си имаше добош? Па требаше да видам да поминам скроз одличен година, 2, 3, петки за да добијам еден бубањ како што треба. Заради Бело думе. Од таму тргна. Вау. И ако да речеме думе ти е прва јадица регионална, да речеме. Чивија, таа е чивијата, од Бело думе е чивијата. А странско прво што ти е? Прво што си се заразил? Deep Purple. Deep Purple, вау, добро. Така се малце пона хеви, знаеш. Така добро. Deep Purple, Led Zeppelin. Си ги слушаш, а?
Да, бев, а секоја младеж, ако си тинејџер, имаш енергија и тоа некако испаѓа у хард, у хеви, у многу агресивно, знаеш, такви се годините. Викаат, сега као теориски демек, зошто, нели генерално луѓето мислат, во моје време беше поубава музиката. Сите така викаат. Да. Генерално. И сите грешат, нормално. Зошто секоја младост има своја музика, секоја младост има своја енергија и не можеш да споредуваш сега тинеџерите 2019 и тинеџерите 75-та. Токму така. Заедничко е само една енергија, едно сакање да се искажеш и да она што ти надоаѓа тие хормони, тоа нели цела емоција треба да искочи. Кроз музика е дал ќе биде heavy metal 74-та или ќе влезе во не знам, drum and bass 2018-та, тотално е сведно. Тоа има функција за младоста да направи вентил. Сите на крај 30-40 влегуваат малце повош лагерски, поволј, али млад. Еве и ја, имаме 32 години, веќе сум, знаеш, као. 31? Да. Од матура. Среќен роден 30-ти на Влада Јаневски. Владо, ќе се вратиме малку на концертот подосна. Јас сакам да те прашам, бидејќи во последно време за тебе индиректно те спомнуваат, бидејќи Дунавка Трифуновска, која што се појавува еден твој спот, главен град на тагата, се вика, изјави еднашка на телевизија дека ти си бил совршен љубовник и од тогаш, дури на Бувамара ќе ти кажам, јаве во публика, ти откако излезе, верува дека шеп Дунавка. Секој спот е истата приказка. Ја мислам дека од 10 спота до 9 случаи ме врзувале со девојката од спотот. Само што ни една баш до толку не се пуштила по емисии да раскаже. Не раскажала. За тоа е до човекот. Иначе дека сум имал афери за многу девојки од моите спотови, да, и по искуство. Си имал, значи, добро, да е нормално. И мене тоа ми е познато. Знам дека секоја девојка што ќе се појави на мој спот, дека публиката чекам, дали оваа легнала за да добие улога. Дали некој фатил врска за да ја пушти на... Нема врска. Како што ти реков, ја на режисерот му викам, бирај кого сакаш, стави. Нит сум ги бирал, ја глумиците, нит знам која како влегла во спот. Ама трачот си иде, се едно. И јас сега си гледам сеир од страна, бројам месеци, си викам, кај да е, месец, два, три, ќе пројде, ќе се изветре, ќе дојде нов спот, ќе си отиде Дунавка, ќе дојде Вера Мештеровиќ, ќе отиде некој друг. Поевтино ми е од нерви да трошам, да си седам дома и да чекам да изветре трачот, него да идам по телевизија и да негирам. Така да... Нека зборат, а? Добро. Да го оставиме таму, да го оставиме. Аме не си негирал генерално и ништо. Бидејќи батали ги јаде жените. Заради ова и Болене Владовика, и хомосексуалеце, и милиарда работи, ама ти за ништо немаш негирал. Пошто знам дека као кисела вода ќе изветре, чекај, ќе пројде. Отвори го капачето, така. Нека, добро. И дали е тоа совет што го даваш на други? Ако нешто имам да кажам на некој што сака да се нурне во шоу-бизнис, добро. Само да се оперира од такви работи. Да знае дека со тоа ја плаќа цената на професијата. Нас ни оди, на млада генерација што гледа. Нас, ние пеачите, ја мислам дека кога сме почнале како Фаус, сме подпишале пакт со ѓаволот на почеток на кариерата, дека ќе те стаат на тапет и дека мора да издржиш. Не може... Гледам интервјуа сега, мрдам од тема од Карл Лагерфелд пред некој ден. Добро. Сите телевизии со така. Добро. И он кажува една работа што има кај нас. И му вика, па добро, вие можете ли да летате со авиони, дојдете по улица? Он вика, не, јас сум толку препознатлив, што не можам да прошетам ни на улица, не можам ни на авион да се качам, освен да имам приватен авион, како што имам. Затоа што сум се однапред сум спремен дека тоа е цена што морам да ја платам. И он кажува некоја германска поговорка, не може да го имаш и путерот и парите за путерот. Кај нас србите викаат не може и јари и пари. Да. Значи, или сакаш да си популарен и славен и да имаш малце полесен живот, онда истиот момент си подпишал да те плюкаат на Твитер, на Инстаграм, Дунавка да те збори, овој да не те сака, оној. Тоа иде уз работа. Кој не го сваќа тоа, подобро нек си најде друга професија, а не да влезе. Славам апсолутно. Подпишувам, Владо. Ама кажа, полесен, знаеш, има полно селебритија што велат демек ова е многу тешко и многу мене ми е тежок животот, човек, не можам. А ти викаш полесен, сакаш да ти е животот? Па брат, ќе мораш да дадеш нешто. Проблемот е, види, еве и мудичариве колеги гледат, сите свирле со мене по концерти. Така е. Сите тројте.
Ние музичарите имаме проблем генерално со тоа што сме, нашата уметничка ни прави проблем со суета, со его и малце сме преосетливи и не сме доволно онака стабилни со резон. Кај нас преовладува крвта, срцето, душата и избувливи сме. Така е, музичарот мора да биде таков, затоа што тоа му е во ДНК. И сега, мене ме чудат некои од колеги, обично помладите, кои што вика, па зошто ме плукаат по Твитер, по во Фейсбук? Па јас сум многу добар човек или добра женска. Па зошто не ме знае некој си? Зошто они не ме разбираат каква сум јас, дека ја не сум таа, зошто ме мрзат луѓе. И сега таки некои кукњави од луѓе кои што свесно влегле да бидат звезди и пеачи и сега одеднаш кукаат како никој не ги разбира. Пример да ти кажам, не може да те разбират пошто не ти ни следува да те разберат. Јас кога влегувам во самопослуга и кога ми сака душата нешто сладко, и кога се фатам за Атлантис, речеме, или за Стоби Флипс, мене баш ми е гале дали директорот на Стоби на Витаминка е добар човек, а добар е. Добро. И обичниот човек, да завршам метафората, да не ми побегне од глава. И обичниот човек кога влегува во самопослуга не се замара дали директорот на Витаминка е добар, паметен, племенит или е ѓубре, душман, ваков. Него го интересира Атлантис да му направи сладко во устата. Стоби Флипс да ме. Така да ја кога правам песни, ја не очекувам они да ме разберат или да ме сакаат да ми дадат орден. Песната, како им е добра, ќе ме слушаат, а ако не го интересира ти што човек си. Му даваш песна, со него ќе му направи убаво, утре ќе се венча со таа песна, ќе се заљуби. Значи, песната треба да заврши работа. Као чоколадцето што треба да заврши работа, да ми облажи душа, без да се замарам кој тој ја води фабриката, дали се они добри луѓе, дали не. Чоколадото го бива, не го бива. Песните се добри, не се. А Владо Јаневски дали е како? Што ти е гале? После ова нема што да правиме, муаве. Да си одиме. Па тоа! Подпишувам све. Владо, секоја чест. Морам да ти стегнам рака, браво, одлично кажано, морам да признам. Спомна дека си повлечен многу, на 2 пати дури спомна, додека еве снимаме на 2 пати. Што значи тоа повлечен? Да те разберам, повлечен демек не излагаш од дома или повлечен не дозволуваш други луѓе во твојот живот? Не, физички не излегувам многу од дома. Без потреба, без работа. Немам некое стално друштво, нема кој да ми дзцна и на кафе. И не одиш на кафе? Не, на гости не одам, никој мене не ми доаѓа, никој не ме вика на кафе, ја никого не викам. Така да една таа самотија што мене ми прија, не знам, не е тоа некоја некој може да му личи дека сум се претворил во мизантроп, во човекомрзец, дека никој не е као доволно добар да ми биде друштво. Тоа нема врска со другите луѓе, има врска со моите години, има врска со енергијата што сакам денеска да си ја сочувам, да не дозволам да ме малтретира кој не. Ама не дека немаш пријатели. Ти имаш пријатели? Имам, повеќето се работни колеги, ете као бендот, како тие во Загреб, мојот бенд што ќе свири. Тоа се мои познаници со кои што работам. Приватно, лично не. Дали тоа значи дека они те разбира, знаеш, во која смисла? Пример, сега некој има слава, да речем. Некој пријател твој си има купна слава. И за ти една година не му доаѓаш. 2, 3, 4. И не ми се лутат, тоа сам да те сум дифтар. Значи те разбира, добро, Владо, не ни очекувам дека ќе дојде. Друго е тоа. Добро. Така да ти кажам анегдота што никој не ја знае. Ајде. Не бе, не икам. Да не ми се налути ако раскажам, бе. Не го кажу името. Колку сум, Не го кажу за кое. Морам да кажам, бе. Па нема да ти се Многу сум дифтар, види, вака. Ајде. Каролина Гочева прави свадба. Каролина ја сакам највише на свет, нејзи Калиопе, они ми се као слабост меѓу естрадава. Секој што нив сум и спремен и за друштво и за се. Знаат дека имам слабост према нив. Каролина кога се мажеше викаше жити мене, знам дека не одиш по свадби, направи ми ради мене дојди на моја свадба. Тоа као сестра да ме кани на свадба. И викам да пробам да не пробам. Од друга страна Калиопе ми вика овие сите зина. Вика го гледа сега утрач. Свеж трач. Од друга страна Калиопе ми се јавува и вика ајде бе брат, немам со кого да идам кај Каролина на свадба, биди ми дейт. Биди со мене да не се појавам сама на свадба. И сега викам дали можам со еден потез да направам на Калиопе да ја направам услуга и на Каролина да почи дека сум ми дошол на свадба.
И се сложувам. И са не си верувам ја ни сами од себе дека можам тоа да го изведам, ама од љубов према нив двете. Потврдуваш. Ајде викам, ке правам. И таму на некоја маса стои Владо, И сега, Јаневски и Калиопи. свата се случува во еден хангар, сите знаат веројатно сликите. Така. Авионски каде што има прво еден долг црвен тепих. И ја треба да го изодам црвениот тепих, да го оставиме со Калиопи поклонот и да се упатиме ко хангарот каде што е свадбата. Така. И ја тука нешто преживувам папараци, сликања, све и со Калиопи одиме. Калиопи 2 чекора позади мене оди само гледа дека нешто ќе се случи, ама не знае точно што познае со кого будала си има работа. И доаѓаме, ги оставаме поклоните, фала многу и они викаат младите се во хангарот повелете. Има едно 20 метри од местото за поклони до хангарот каде што свири бенд, каде што е направена свадба, побогу Каролина Гочева се мажи, така. И ја влегувам во хангарот и одеднаш гледам 600 луѓе од кои што 598 ја не ги познавам. И паника. И на Калиопи викам, оди честита, и јас си отидов дом. И се свртев и си отидов ни на невестата и честитав, ни на младоженецот. Шо збориш? Кога и кажале на Каролина дека сум дошол и сум го оставил поклонот, ама не сум влегол меѓу таа маса да се она викам, таков е Владко, шо да кажам. Види, во твојот свет тоа е исто како да си дошол, да си отпеал концерт на свадбата, да си изнаиграл ора, пошто тоа е тоа, тоа е максимумот. Исто како флаши од глава да сум играл. Исто како флаши од глава. Вау, добра приказна, ти благодарам за приказна, стварно интересна. А морам да те прашам, па што правиш толку дома? Како го пополнуваш времето? 24 сата трае ден, не трае 3 сата. Јас сум малце старомоден, не ги играм овие новите социјални мрежи. Значи Twitter, Instagram, Немаш Facebook, не ништо од тие социјални мрежи, ништо. И секој ден ми е дилема дали да потрошам неколку сати на социјалните мрежи, што знам дека не, или да потрошам денот на нешто што ми е подраго, а тоа се, например, си викам, зашто додам сега на Facebook, на Twitter, на Instagram, кога имам филмови 350 дома у high definition, имам книги со многу паметни писатели, знаеш, имам цел шифонјер со музика што ја сакам. Кога губам време, бар нешто да добијам. Не е тоа губење време, тоа е поврзување со луѓе што се попаметни од мене. Јас сакам да учам од Шекспир, иако е мртов 600 години, сакам од него да научам. Кога си седнал на кафе. Сакам од Буда да учам, затоа што иако е 3000 години поминало, има што паметно да ми соопшти. Сакам да гледам филм од Скорцезе, со Пачино, со Де Ниро, со Мерил Стрип, со паметни глумци, паметни режисери, добар сценарио, ке научам нешто од попаметни од мене. А да седнам на Инстаграм, на Твитер, да видам Трајче од Ѓорче Петров денеска шо рекол за ситуацијата во Македонија. Не фама. Добро, фирино. Тоа верувам дека значи би се нарекол себе си филмоман. И филмоман и си го ценам времето. Не го трошам на непотребни луѓе и непотребни глупости. Ова сигурно ќе им значи на твоите фанови. Дај им пар филмови, онака чисто што тебе ти се допаѓаат. Сигурен сум дека фан на Владо Јаневски би сакал да одгледа филм што Владо мисли дека е топ. Доволно да гледат Кум, сите 3 дела. Добро. И Амадеус. Ето, Тие тоа нека ги гледат, моја препорака. Ето така. Одлично. Сега, кога стигнавме како поминуваш време, морам да те прашам исто и како, знаеш, треба да јадеш. Готвиш сам или... Жена нема, куварка нема. Тоа, знаеш, ти си каже, еве. Кој готви? Од Зорд Жаре ќе научиш се. Ти готвиш? Сам? Кога сватив дека за мене нема жена дома, нема да има брак, нема да има домаќинка, нема да има куварка, и дека тоа не е сега овој месец лудило. Дека тоа ќе биде до крај на животот. И се викам, дали секој ден да одам по ресторани, дали секој ден деливери да правам, дома да ми носат храна, дали сестра ми да ја малтретирам, да ми готви покрај нејзината фамилија и мене се на братов паразит да го прави манџи. И сватив дека за мене многу логично да научам да готвам. И реков, сестро драга, те молам, овие 8 рецепти што ми се мене омилени, секој ден ќе доаѓаш и ги правиме заедно, ја ќе си пишувам. И она ме научи, значи она рецептите од мајка ми ги научила, ги усовршила и сега ми ги кажа мене. Од комплетен аматер? Од нула, од само јајца да сварам. И толку. Да. И си научи, кај стигна, кој ти е врвот, онака? Сите јадења што сакам да ги јадам, знам да си ги спремам.
Кој е најтешко за праење? Кинеско, сарми, Значи, пунети се, пиперки, тиквици, Што збори? се. Сарми, виткаш сарми? Сите омилени пунети пиперки, се што сакам да јадам, се знам сам да си направам. Топ. Само да ми е полко видер. Топ! Браво! Но сепак мора да има бизнис, Владо. Сепак мора нешто да се живее, а во твојот случај тоа се настапи. Еве, просечно кажано, од цела година, колку настапи имаш? Концерти, земено, све заедно. Малце ми е незгодно сега да признаам јавно, ама ја имам Малку? околу 300 слободни денови во годината. Овие луѓето што чекаат недела да се изнаспијат и да се одморат и да прошетат, ја такви денови имам 300 во годината. Супер. Ако соберам колку настапувам Да. концерти, 3-40 годишно, 2-30 дена во студио, некоја емисија како твојата, ова, она, ми остануваат секоја година, мислам, на околу 300 денови само за мене. Ама слушай, нешто така, тоа значи дека си успел. Па ќе им правам лиги, на. Си успел. Тоа е сонот на сите нас. Ќе му кажеш на некој вркохолик Точно. дека 300 дена во годината си слободен да не правиш ништо, малце е како лиги да му правиш, знаеш. Да. Добро, ајде да те вратам на текст, бидејќи многу те знаат како текстописец и знам дека твоите фанови сакаат да дознаат нешто околу процесот твој на пишување. А и јас сакам еве искрено од аспект на фан да речем. Кога пишуваш еве конкретно откако си негова новиот сингл е напишан конкретно за некоја стара љубов, велиш. Сите ли текстови ти се за конкретна личност или некојаш пишуваш апстрактно така? Да, добро прашање. Бизнисов наш е суров. Публиката не ги гледаш представници од конзументите. Седат и не ги интересира дали Владо Јаневски оваа година е заљубен, изнервиран или не. Они чекаат песна. Да. И јас што да правам сега? Има години ако сум престанал со девојки, више не ми се случуваат такви огномети од страсти као на младите години. И сега што да правам? Не можам да породам песна од ништо. Да. И се полнам од туѓи приказни. Некој ќе ми раскаже своја љубовна приказна, некој филм ќе изгледам, во книга ќе видам некоја многу јака љубовна, наш доволно Оноре де Балзак да го прочиташ, таму има некоја фатална љубовна приказка која што ја компензирам со тоа што ја немам своја. И сега како да напишам песма, и сега ќе побарам од така некои јаки фраери кои што опишале дали во книга, дали и ги користам како почетна искра да ми трне филмот. Кога бев помлад не ми требаше така, ми требаше доволно да ја погледам, со поглед да ја соблечам и одма строфи, рефрени. Све излага. Колку сакаш. Све излага. Сега е малце мостови, души, сега е малце Владо, позактивно, Па добро, ете, има и такви некои работи. Ај ќе ти раскажам после, па може ќе напишеш некој. Може ли, ова е филозофско сега, што ќе те прашам, ај да те чујам. Може ли за таква длабока песна да не е инспирација жена? Не. Не зборам само за тебе, еве и за Балзак, Малзак, за све ова што зборуваш. Или секогаш мора да е жена. Во центар, па сега видиш, ја точно дека со жените, со љубовта завршив, ама со мажи ми е касно да почнувам. Супер. Значи, и мора да е љубовта, жената мора да е во центар на епицентар на универзумот. Таа е фокус. Знаеш како има стара една поговорка, вика жената се наоѓа кај нас уметниците навистина е на почетокот на креативниот процес и на крајот секогаш е жената тука. А французинов вика, да не замарам кој не битен некој стар мислител. Жената се наоѓа во животот на мажот во трите клучни моменти. На почетокот кога е безпомошен, она се грижи за него, затоа што е малечок и она го чува и го пази. На средината она му е инспирација и љубов, а на крајот му е утеха. Значи и на почетокот на животот на мажот, и на средината, и на крајот на животот на било кој маж се наоѓа жената као таква. Нема потреба што да снимам. Значи жените го вртат светот, не парите. Апсолутно. Добро е. Знам дека би ти било кејф да проговориш за Григор Копров, така? А знам бидејќи бев сведок на она што го зборуваше на Златна Бубамара.
И сега ти таму му додели награда за животно дело на Григор Копров. Сосема заслужено, да. Сосема заслужено, апсолутно. Тој е автор на многу твои песни, меѓу кои што и Незор Зоро, со која што беше во Бирмингем на Евровизија. Ајде од таму да почнеме, дај да те вратам таму. Како си поминавте со Копров на Евровизија во Бирмингем? А не беше само Бирмингем, ја бев и Каролина кога пееше во Хелсинки, песната од Копров, исто бевме таму. Значи неколку пати сме биле на Евровизија, ја имам пишувано англиски текстови и за Каролина, и за XXL. И по таа линија сум модел на една Евровизија пеев, а на уште 4 бев како дел од тимот. Мислам, дел од тимот. Гостин за како благодарам што си го напишал англискиот текст, дојди и ти со нас и во Копенхаген и во Стокхолм, да. И на тие некои патувања со Копров секогаш има. И сега си на Буба Мара беше предолга манифестацијата за да ја сега нешто почнувам да кажувам спомени од наше време. Добро. Али сега пошто гледам дека луѓе може ги интересира, ти прашуваш. Копров е страшен шармер у целава приказка. Он има така некои зборчиња, не знам дали гледа луѓе Буба Мара, каде што на сите нас ни прави онака магии, ни прави дете убаво, ти шо преш, пиле моje, како ово, и ти се топиш, го слушаш и го видиш дека имам песна, ќе ја земеш. Што ќе те купи, знаеш. На страна што, например, слабо стои со јазици. Не само не стара школа, може знае руски, може не знам германски, ама англиски. И сега ние сме во Бирмингем, Англија. Така. Таму и англичаните сите зборат англиски таму и селјаци. Да. Идем у Англија. А ти по друга страна позбориш многу јазици. А ја професор по англиски, ама мене ми е интересно со Копров да сум во секој случај. Знам дека не знае баш многу. И на тие забавите евровизиски седиме и гледаме концерт. Некој од победникот од претходната година, Катарина and the Waves, прави концерт. И ние седиме, цупкаме. И сега тоа се илјадници, фанови, извоѓачи од цела Европа. И сите сме згужвани и сите учествуваме во атмосферата евровизиска. До Копров седи еден, дали беше од Исланд, дали од некои тие скандинавците, од тие жолтите такви. Може и гей да беше, што ба. Добро. Што на Евровизија е многу честа појава. Точно. И се стои на 2 метра од нас, нешто го фиксира Копров. Али не од таа страна, него музиката си учествувам, влегол во бендот и се врти на страна и учествува со пиот и го гледа Копров и мене стоиме и прави уу! И Копров се шепне, пошто овој нешто му вика уу! А овој сака да кажеме колку е добра журка, нели? Фан, ба. Копров не да го разбира баш. И овој прави уу! Копров му вика. Прво го гледа на 2 секунди. И му вика пиле. После 5 минути пак истиот тој уште едно пиво, 2-3 уште поја кој ми прави уу! Се више уу! Ама сега го гледа на каде уу! Копров па гледа дека не се предава овој и повтор па му вика пиле. Овој кај да знаеш што значи пиле? Exactly. Заврши журката, се враќаме у хотел, тој и бил у нашиот хотел у Бирмингем. Го гледаме у лобито на рецепција. Лив чекате заедно. И од 20 метри овој го гледа Копров и му вика пиле! Он мисли така треба? Што ли он мислил, бе? Браво. Си викаш да му преведе што значи, не, он вас у нас не вика пиле. Супер. Црно тиквешко е огромен хит меѓу другите. Не е дека е единствениот од моите песни најголем хит. Така, каде што Копров Џабе се трудам да напишам песни. Поголем хит од Црно тиквешко, не знам дали ќе имам. Викаш, па не знам, имаш и други големи хитои, не знам баш дали. Ова ми е судбинска, така. Викаш дека е најголемиот хит? Најголем, судбинска. Јас сум гледал во Австралија и на Нов Зеланд на Црно тиквешко луѓе флаши од глава на шанкудирале. Супер. Да, нек ме разбие Црно тиквешко и флаша од глава. Сам себе. Да, нормално, не на други. Не знам дали друга моја песна до толку ги удира. Која е историјата на песнава? Тој текст остана од Ластовица. И ја кога излегов од групата, нема песни. Да, тоа правевме песна и кога излегов си го земав текстот, ама текстот беше на хартија празен. И онда Роберт со таа мелодија направи друг текст, друга песна, а ја од мојот текст со фала му Бога на Копров направив Црно тиквешко. И кој е
песната која е направена? Па тоа е добро, затоа што од една песна станале две. Од музиката на... Која е втората? Он ја зема музиката што беше праена за црнотиквешко текстот и стави текст и стана Кучка неверна. А ја од мојот текст што беше со Копров направив црнотиквешко. Така да двајцата Кучка неверна е, па како било? Црнотиквеш? Што така било? И ако тргне некој сега да ги заради двете песни, ќе види дека тачно во слог текстот Црнотиквешко тачно во слог се пее со Кучка неверна, затоа што е напишано Црнотиквешко е пишувано за таа музика. Али среќа моја што Копров кога го видел на суво текстот без да знае дека овој ќе прави нов текст за таа. Он кога видел само текстот до толку му трнала инспирација што направил песна што мене ми... различни човече, онака како филинг која ја слуша. Се зборам музиката. Така. Нели еднава, што е сентиментална и е спора и а другова е Тоа се вика да имаш среќа во животот. Да ти го прати човек Господ Копров и да ти направи да место дмбара ти направи песна за сва времена. Добро, одлично. И дали уопште има, не знам, сега некоја нели преска каже, ако треба да научам некого што влегува во шоу бизнисот, би го научил моментов со да не ти е гајлен или да не те допира. Што тебе те научи Копров, примерно? Има нешто така? Јас сум учел од многу луѓе. Среќа сум имал да од почеток на кариерата ме пратил на некои луѓе кои што знаеле. И сега се враќам на муабетот колку се исплати да учиш од попаметни од тебе. Добро. Тоа е најсигурен начин да напредаш во животот. Ако се врзаш со луѓе што се попаметни и поискусни, ќе купиш мозок. И ја на почеток на кариерата среќа беше што Копров на тие први возења помеѓу фестивали, секогаш ми кажувал совети, дете вака, онака, немој ова, немој ова. Джаро на почеток на кариерата ме пушти со Здравко Чолич да одам на турнеја низ Македонија. Ја имав година и пол дена кариера, уопште да бев, а Чолич 30 години. Најголемата звезда. И така да кога ќе сретнеш прави луѓе кои што те фрлаат во оган каде што има школа на шоу бизнисот од најдобрите. Ама од најдобрите. Не мислам сега да учиш од некој свадбарски музик. Не. Ова ја имав цела турнеја со Здравко Чолич на почеток на моја кариера каде што ништо не знае и го гледаш најдобриот на сите времења како и свикаш зошто вака треба и сваќаш. И сваќаш дека тогаш не сваќаш зошто, ама сваќаш дека еден ден ќе ти се разјасни зошто. Пример. Еве. Луѓето, младите знаат дека Здравко Чолич пеел на Маракана пред 80.000 луѓе. Дека продал 2 арени, 70, 100.000. Ама да ги прашаш, никој нема да верува дека тој истиот Чолич, кога Джаро правеше македонска турнеја меѓу другите стадиони 92-3. Добро. Не може да се бира, беше ратно време. Не може баш да бира ни Чолич, не може да бира баш кај свири. И измеѓу таа турнеја за да се пополна датуми, Чолич го праќаат Джаро му наместува концерт во Вевчани. Чолич Вевчани. Вевчани има сала 280 седишта, ако се накрца 320 луѓе. Сардини. И сега ја одам у Вевчани, не ми се верува дека овој Здравко Чолич после една Маракана ќе искочи сега со мене тука у Вевчани да пее. Тоа е едно домче на културата. Да не верува. Не. Во сооблекувалната жаре на Вевчанскиот дом на културата, и ја и Чолич се сопреsobлекуваме, ќе искачаме на концерт. И ја сега зелен гуштер, млад, неискусен, со овој со Исус си сооблекувална. И он ми вика по босански, не. Ајмо довла за гревање. Довла на Владо на босански жаргон. Ајмо довла за гревање. Ја викам, молим? За гревање? Ја викам, како што за гревање? Чуку Вевчани сме мој. Стануе, он и не чекајќи да ја разберам какво е тоа загревање, он почнуе трбушњаци, склекови, скалибор, дишење, мислиш човеков ќе излезе сега на Вембли да пее. Така. И ја го гледам, и ако некоја е највредна лекција у животот, тоа да го гледаш Великанов, како му дава исто значење на едно Вевчани од 250 седишта, као на Маракана од 80.000. Дошле Чолич да го гледаат. И Чолич ќе им го даде најдоброто. Фантастично.
Мала пауза да направиме, мала пауза и ќе продолжиме, Харенце. Можеме да пукнеме нешто едно минутче, лабавко, па да ја затвараме после со Владо емисијата. Се враќаме назад со Владо Јаневски. Владо, 25 години на сцена, се уште си е супер фит. Знам дека сакате и вие да сте фит. Нека ви помогне, да речеме, Активија може да ви помогне единствено на пазарот со Бифидус Акти регулари за добар метаболизам и добро варење на храната. Ова се времења кога исклучително е важно тоа како ја чуваш и дали ја чуваш животната средина. Ве молам. Една мала ситница која може секој да ја прави, ја ќе помогне многу, е да селектирате отпад. Значи, внимавајте, стакло фрлајте кај стакло, хартија кај хартија, пластика кај пластика. Користете ги специјалните контейнери за селектирање на пакомак, ќе направите многу добро. А ако, например, пиете дапче, да речеме, од стакло, како јас и Мишевски, селектирате го со други стакло. Значи, друго стакло да има, други дапчиња, не знам, заедно и фрлете ги во зелениот контейнер за стакло. Ако пиете златен дап од литро и пол, да речеме, празно шише ќе си оди се разбира кај пластиката. Значи, правете разлика, тоа е мала работа, но сепак голема, ве молам, селектирајте отпад. И поздрав до девојките од Fashion Powered by Елена Лука, кои денеска се погрижија за мене. Благодарам, благодарам! Продолжуваме со Владо, пред тоа само информација дека нашата пријателка Дани Димитровска има рок симфонија на 7 март во Филхармонија. Значи, Дани, да си помине убаво и да си поминете и вие убаво на 7 март во Филхармонија на Дани Димитровска низината рок симфонија. Ајде вака, да продолжиме. Преска спомна дека луѓе се заљубуваат, па ти ги слушаат песните, па толку многу што дури на свадби си ги пеат. Верувам дека од овој ден е веројатно најсвирената свадба за отворање, песна за отворање на свадби, верувам. Дали некогаш во живо си ја пеел на свадба? Па јас сега година добивам известување од ЗАМП, нели, кои песни каде се свирени. И први се чудев предно 10 години да не е грешка. Као од овој ден свирена на свадба негде у Радовиш. Па свирена вам понаму и сега кога сватив дека не е случајно, сватив дека секоја година се повеќе свадби почнуваат со од овој ден. И онда не ме чуди кога ќе се јави некој да дојде невестата, сака само една песна да отпеше ако може на свадба. И јас секоја година знам дека губам многу пари, ама сум решил да не пеам на свадби и одбивам. Едно 30 свадби сигурно во годината можам да отпеам, каде што секоја година ќе си купувам по едно станче од тие пари. Ова е, да, фасцинантно, не е фасцинантно. Зека да прашам конкретно, не го спомнуваме, има еден човек што ми има кажано заеднички познаник, знаеш дека за неговата свадба си му одбил и 5 и 6 илјади евра. Не се работи. За да испееш една песна. Да. Принцип е, знаеш, тоа прво не го разбирав, кога бев помлад не разбирав што значи принцип, дека ако е за пари и принцип и се, како што од годините мислам дека има некои работи што ако решиш да не ги правиш, подобро да не ги правиш. Ја не сум трнал да бидам свадбарски пеач, знам дека мои колеги пеат, тоа и не го осудувам, тоа е сосема окей. Добро. Фала Богу, ја имам доволно веќе спечалено направено да не морам. Можеби ја утрекав за лепка би некому би направил? Чак и на фамилија не им пеам на свадби, не. Каролина да ти рекла на свадбата. Ја не влегов, не па да пеам. Добро. Внук ми ќе се жени за месец дена, ни него нема да му пеам. Владо, бе. Значи не е до пари, не е до пари. Има еден настав во Охрид, каде што ти направи еден гест као откупи, не знам колку таму стотици ружи им ги даде на секоја женска во публика, се сеќаваш на тоа? Тоа стално го правам. Не знаев ова. Секој мој настав кога ќе видам девојка што продава цвеќиња, си рачунам во глава, си викам, сега е 12 полнок или 1 сабајле.
девојкава, наместо си седи дома гушната со дечкото, она оди од кафана у кафана, од ресторан, за да продаде еден букет цвеќиња за да донесе некои пари дома. Ова се работи за еден сабајле. Значи, веќе е време каде што девојка не би смеела да иде да продава било што. И првата позиција, прв пат кога се случи, му реков на менаџерот, купи ги сите цвеќиња и нека си оди девојката дома кај мажот, ќе ги купиме сите цвеќиња, а ќе ги фрлиме у публика. Реакцијата на публиката испадна супер. Зашто ми даваш нешто што не очекувале. И сега идам дома, ме возат и сега во колата, нели сумираш дали бил добар настапот, си враќаш филм, која песна како поминала, и моментов со цвеќиња го мислев и сватив дека е таа win-win ситуација. Можеш ти да го на направиш. 3 нивоа win-win ситуација. И ја имам чувство дека нешто враќам, значи не сум дошло само да дрпнам пари. Нешто враќам назад на тие што ми дале. Број 2. Девојката, наместо да лута уште 2 сати да ги продаде ружите и прашање уште колку ќе продаде, си отишла дома со сите ружи продадени и тоа одма с места. Добро. И третото ниво е дека атмосферата се ствара, девојките со израз се враќа дома со ружа од Владо Јаневски. Па да, така му доаѓа. Не они мене да ми носат. Владо Јаневски им дал ружа, но си ја чува ружата дома. Сиде. Фер. А дали знаеш дека после ова сите цвеќари ќе пратат каде настапуваш и дека одеднаш ќе се појават 8 цвеќари? Владо, дојдовме! Ружи, види! Фала Богу, може да поднесеме. Така? Може да поднесеме. Добро, дај Боже. Имаш и претходниот пат кога беше на интервју и сега откриваме многу работи, уште еден тон има неоткриени. Ти имаш начин да ме натераш да раскажам приказки што никому не ги раскажам. Не знам зашо. Па нешто ми ставаш у чајот, жаре. А можда и тоа? Точно. Така. Благодарам Good Nature. Си размислував да ги ставиш работиве во една книга. Знаеш, сепак автор, пејач од твој калибар често пати прават книги. И дури очекувано е да направиш, мислам дека. Ја имам еден млад пар, не се они парни, се млади машко и девојка кои што ми ги водат Инстаграм профилот Владо Јаневски Official. Да, пошто кажа дека ти ништо не чекаш таму. И они го водат тоа. Они ископале негде предговорот од книгата што требаше да се појави пред 10 години, по некои линии од Министерство за култура го пронашле предговорот што покојни Горан Стефановски го напиша за таа моја неиздадена книга 2009 година. Значи требаше да излезе книга 2009 и Горан Стефановски како мој професор, бивши од факултет. Ето го, да, тоа е тој. И повркли некои врски каде што тоа стои во файл негде, каде што требало да биде предговор за книгата на Владо Јаневски, која што требало да содржи збирка на раскази, необјавени слики и специјално напишани есеи за таа книга. Текстови сите. Не е тоа автобиографија. Не. Тоа требаше да бидат текстови од песни, специјално напишани есеи и раскази, проза. Да. И плюс фотографии што никој не ги видел. Например, ја во пелени, така е, некој... Се надам збориш за бебе кој си бил. Да. Добро, окей. Чисти пелен. Не, па добро. И така некој ми рекоа, направи ти еден убав колаж од необјавени слики, објавени текстови за песни и нови специјално напишани раскази, есеи. Па кај е 10 години книгата? Се промени политиката, ни книга излезе, ни бутор излезе, остана само предговорот на политиката ја изеде книгата? Да. И покојни Горан Стефановски тогаш беше во Лондон и одма рече за тебе, пошто он се гордееше со мене дека сум бил студент. Он не ми веруваше дека ја за неговите предавања од Шекспир почна мојата љубов со поезијата и со стиховите. Ти предавал? Ја не знаев ова. Јас студирав англиски јазик и книжевност. Тоа знам. И кај Горан слушав шекспирологија. Така се викаше предметот? Браво. Чисто би сакал малку да одвоиш нешто за Јавно кажувам, не дека е веќе покојни, дека сега треба да зборуваме се најбо. Ама и со години уназад и на брат му Владко и него лично сум му кажал, нема да ми веруваш, ама ја ова што денеска го живеам благодарејќи на моите тексти, пошто ја не сум сега пејач од калиброт на Џафер или на Тоше, знаеш, али сум јак текстописец. И ја фактички свесен сум дека мојата кариера се држи ради добрите текстови. Так. А текстовите се директна последица
на моите предавања што ги слушав кај Горан Стефановски од Шекспирологија. Од тогаш почна мојата љубов кон римите, кон стихот, метрика и затоа што Горан беше таков каризматичен. Младите може не го познаваат, ама брат му на Владко Стефановски, Горан, беше можеби најпаметниот жив човек ја што го имав сретнато. Браво, секоја чест стварно. Немаме време, мораме да гасиме, ама се надевам дека ќе повториме некој следен пат. Се разбирате, пуштаме со Good Nature, те пуштаме и со нашите пријатели Витаминка и имаме и Viva премиум сокови. Опа! И за крај. Джордж Клуни се готов, отиде, тој рипна од тавче. Јас завршив со жените, сега само концерти правам. Толку? Па нека му е на Клуни. Владо Јаневски, дами и господа! Амало.